Най-напред ви благодарам за вашето гостување во нашиот град. Значи, јас сум Рената Николовска, еден од тројцата основачи. Подочно основач или иницијатор за самото здружение беше Магдалена, која моментално е во Струга, значи таму е мажена. Здружението функционира повеќе од 3 години активно. Се со цел, значи идејата беше да се помогне онаму каде што е потребно, значи кај ранливи семејства, кај социјално загрозени, многодетни, старци, самци, некои други ранливи категории по потреба. Имаме некогаш некои случаеви што ни се појавуваат, да кажеме инцидентно, и со цел да помогнеме. Така. Дали само вие сте троица како членови во здруженијето или има и други хумани луѓе кои што се активираат или волонтерски функционираат во вашето здружение? Како волонтери моментално немаме, за жал, активни волонтери, но по потреба имаме луѓе кои што ни помагаат во однос на дистрибуција, пренос на некои пакети. Спомнавте дека носите хуманитарни пакети, тоа најверојатно се прехранбени продукти кои што се носат на фамилиите. Дали се лоцирани строго во Виница или сакате да се прошири ова хуманитарно здружение, па речиси на целиот регион во Источна Македонија? Здружението функционира веќе на целиот регион во Источна Македонија. Најмногу е опфатена Виница, нашиот град, и околните села. Но исто така имаме семејства и во Кочани и Кочанско. Повремено имаме и во некои други градови, како што, например, пред некој ден имавме една акција во Беровско село. Утре, значи, имаме план да посетиме семејство во Струмичко, за која имаме подготвено веќе поголема донација со прехранбени, хигиенски средства, постелнина, облека. Значи, порано, до пред некое време, праќавме и во многу други градови, и поголеми градови, но во соработка со хуманитарната организација Свети Спас на отец Оливер во Скопје, тој ги превзе нашите донации за други градови, а ние пак ги зголемивме семејствата во нашиот крај. Но имаме доста семејства кои и овде имаат постојано потреба од нас и не очекуваат секој месец. Значи, постојано им носиме секој месец храна, а по потреба и други работи, како што си подкупњина и мебел, намештај, облека и други работи. Има ли интерес од страна на виничките граѓани да донираат, да ве контактираат вас како хуманитарно здружение за да преземете нивни донации, како што се двосет, фотелја, покукнина, мебел или пак продукти кои што се наменети за прехранување? Да, па да не се тие, да не се граѓаните, хуманите граѓани на нашата општина, нема ни да функционира ова здружение. Значи, имаме постојано донатори кои скоро секој месец тие не бараат, ни се јавуваат, купуваат прехранбени производи во зависност од нивните можности во тој момент. Имам постојано некои што сакам јавно да им се заблагодарам, иако тие повеќето сакаат да останат анонимни кога донираат, но постојано ни се јавуваат и сега моментално, бидејќи имаме проблеми со просторот,
Допред некое време имавме просторија, од оправдани причини требаше да се дислоцираме. Моментално сите донации ги сместувам, да кажем, во мојот приватен дом и од таму правам распределба онаму каде што е потребно, но се наоѓаме на некои одредени места, се договараме, ги превземам донациите и потоа правам пакети во зависност од тоа, од распоредот, бидејќи си водиме евиденција каде се носи и постојано се кружат некои семејства. Има донатори. Покрај граѓаните на Виница, дали имало интерес од страна на виничките компании да донираат? Знаеме дека има доста познати компании кои што се лоцирани токму во овој град и дали пројавиле интерес тие да дадат некоја донација за вашите потреби? Па искрено да кажам, повремено да, постојано немаме, постојано да ни донираат, особено по големите фирми, дали и онака не сме ги, може би ние не сме ги подсетиле, не знам, може би сега ако го видат ова ќе почнат и повеќе да не бараат, но како помали фирми и некои така да кажам поситни бизнисмени, да кажам, тие имам некои што се постојано, што ме снадбуваат, например имам фирма што постојано ме снадбува со масло за јадење секој месец, од поголемите така малку понема, да кажам сега интерес, но има како поединци, како газди на фирмите, како улога на физичко лице, ми имаат секогаш одговорено на моите барања. Сум имала потреба од некои, да кажам, делови за апарати за домакинство и слични работи. На моје прво јавување сум добила позитивен одговор. Се надевам дека сега ќе се продолжи и ќе почнат и оние што не донирале да донираат. Бидејќи се работи за граѓаните претежно на нашата општина, имаме во неколку села во Виница и Виничко што навистина имаат голема потреба од помош. Постојано. Сведоци сме дека пандемијата од коронавирусот се го прави своето, се зголемува бројот на невработени лица, се намалуваат примањата во семејните буџети. Дали се тоа придонесе за зголемување на бројот на корисници на вашите услуги од Сдружение? Да, секако. Сведоци сме на оваа ситуација што не снајде и така да и ние имаме зголемен број на потреба од нас, од наши донации. Се зголеми бројот на семејства на кои веќе ги приклучивме во нашата програма за постојано помагање. Се додека не се направат услови за тие повторно да ги добијат своите работни места или да добијат нови вработувања,
Нема многу семејства нови, но има сепак неколку на кои главната причина кои бара помош од нас беше токму оваа ситуација сега и што тоа делуваше на нивниот семеен буџет. Кој е вашиот апел од страна на Сдруженијето, како да ги повикате виничани да се вклучат што е можно повеќе, оние хумани, па и можеби оние другите кои што би сакале да допринесат и да достават продукти прехранбени или други пакети за потребите на вашето здружение? Граѓаните на општина Виница веќе мислам дека скоро сите знаат за нашето здружение и тие активно се вклучуваат во нашите активности, барем оние што се постојано, но еве да упатиме еден апел до сите останати, значи кој може, слободно може да не бара. Имаме група на социјалните мрежи на кои точно се гледат нашите активности, значи имаме посета на луѓе постојано, значи да видат дека навистина се работи за сериозно здружение во кое главната цел е да се помогне на нашите ранливи, да кажеме, сограѓани, значи кој може нека не бара слободно и нека донира. Моментално сакам и тоа да го спомнам, поради случувањата со наставата во онлайн настава, исто така имаме и акција на донирање на компјутери, со кои сакаме да помогнеме онаму каде што навистина па има и многу детни деца каде што се потребни повеќе од еден-два компјутери, лаптоп или било што. Значи исто така имаме една акција со помош на лице кое лично ми помага, земаме компјутери, ги поправаме и ги носиме на ранливи категории на деца. Имаме доста и компјутери однесено. Сега имаме и соработка и со Борче донира компјутер кој денеска првиот ќе ни го прати. Значи, соработка имаме голема и со отец Оливер во Сдруженијето Свети Спасе од Скопје, кој сакам да го поздравам. Тој постојано ми помага, ме вклучува во неговите активности. Апелот до нашите граѓани е да донираат, да ни се јават, а ние имаме евидентирано дека навистина се тоа носи во прави раце на право место. Значи, по потреба, земаме и други работи, ако имаат да донираат, да кажеме, од подкупни на некои работи, да не контактираат, бидејќи имаме на многу места направено и куки, мислам, опремено внатрешно куки. Може да не контактираат, а ние ќе им вратиме на тоа. А за храна и хигиенски средства, Сдружението има постојано потреба. Бидејќи навистина храната е нешто најпотребно и ние секој месец до два, значи постојано ги посетуваме истите семејства и си водиме евиденција за да си биде реално. Така. Предпоставувам дека имате сега проблеми поради отсуството на простори. Сега вашите материјалите, односно предметите и донациите ги доставуваат во вашиот приватен дом. Некој апел за да може да се пронајде некоја просторија, било од страна на локалната самоуправа или некоја приватна просторија од хуман граѓанин кој што би сакал да ја отстапи за потребите на вашето здружение? Па јас би сакала ако се најде некој да може да ни го обезбеди тоа, да ни го реши тоа прашање, бидејќи ние имавме заради тоа што објектот требаше да се реновира, значи го напуштивме просторот, но мислам дека нема да биде лошо некој наш граѓанин или општината или било кој, значи да ни обезбеди просторија, бидејќи сега во одредени моменти ги враќам нашите граѓани кои сакаат да донираат облека, значи облека реално немам доволно место каде да ја сместам. Храната како ја зимам, така правам пакети и ги разнесувам кај фамилиите. Ако има, може и тоа да се реши, ќе биде многу добро за нас, па и за сите. Значи ќе можеме да ги земаме секогаш работите, да ги сортираме, да правиме план за понатаму. Ако има, еве упатувам апел до општина Виница и до хуманите граѓани да ни отстапат некоја просторија. Јас ти благодарам што одвои време за да го направиме ова интервју за најновата регионална телевизија Емнет со седиште во Штип. Може ли да ни кажеш што значи за вас како хуманитарно здружение зрачењето на нов медиум на медиумскиот етер?
Па секако дека е добро. Тоа е добро, тоа е предност за, да кажеме, за овој регион, па и пошироко. Значи се надевам на успешна работа да имате, ви посакувам се најдобро и се надевам на постојана соработка и ви благодарам уште еднашка, бидејќи еве токму нас не одбравте да видиме дел од вашата програма и ви посакувам се најдобро. Така и ние се надеваме дека навремено ќе бидеме информирани за сите ваши активности и да ги информираме граѓаните од крајниот исток и граѓаните на Виница за сите нови случувања на вашето здружение. Ви благодарам уште еднаш.